Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Другари, денеска издржаме. Не ујдоме на 70.000, не паднаме на 80, сите зборат bear market, сите продават у паника, али некој зема на купија. Тоа е, у крипто се е возможно. Нема да паѓа, ама кога моментално Binance, по тоа што гледав, највеќе си играат играчки, Binance и они се тие највеќе што продават, валјда кај нив се највеќе тие што играат комар и со сигурност нема да дозволат да изгубат. Играш, забрив да го најдам тоа видеото. Имаше едно многу јако видео, тоа на крај ќе го најдам. Али ајде да разлистаме, денеска не снимав, затоа што имавме цел ден проблем со интернет. И самите браузери закочува, денеска беше нешто, Twitter не работеше, за да знам како ќе снимам ја на Twitter, ги гледам овие со тие музики. Леле, тоа па Russia Today, овие YouTube не ги сакат баш Russia Today и China, кога покажам од кај нив. Али како и да е, другари, тие таксисти низ цел свет ќе изгубат работа, а верувајте, тука у Сиетл еден таксист може да достигне и до со бакшиши од 21 до 36 долари на час. И јас не можев, затоа што не ми дадат социјален број, али не по некоја случајност, туку знаете сега да не ја филозофирам, браќата од другите заедници многу лесно добиват возачки, многу лесно добиват социјални бројчиња, да и помогнат, знаеш, нели, они се не можат сами да се оправат, али донесеа ги Америка, донесеа ги низ Европа, наскоро ќе ги заменат со роботи. Така да ќе видиме што ќе си играат по улиците со оружје или ќе ги врнат назад, дека тие другари дома нема да седат мирни никогаш со токенизација, така да елитата изгледа со една лажна пропаганда, као демек во Америка никој не ќе да работи такси и други работи, дозволи да дојдат и на краја сега секи се замене со роботизација и тука Европа ќе видиме сериозна војна. Затоа ја подобро се бидам у Македонија. До 15-20 декември треба да бидам у Македонија. Ако се е окей и ми дадат лист хартија да патувам. Брато, не знам дека е таа пара утепа се купувајќи Етериум. Овај, ако изграде по 32 Етериума да си ги има тие машини да копа, тоа е лудо пара. Така да, многу луѓе викат, леле, падна Етериум, толку, крај ќе падне повеќе, другари, паднал, не паднал, не е финански совет, али кафе, цигари, штетни навики може слободно да сменете, да си трупате. Научете. Имате 100 долари, 30 долари биткоин, 30 долари Етериум, 30 долари Кардано. До крај живота. Само купувате. Трупате, парафнуци ќе живеат од stacking rewards. Не е финтата сега тука да се бореме да се продаде. Финтата е колку повеќе да натрупате биткоин, Етериум и Кардано, да може да трупате веќе и Solana и Ripple, дека ќе се стават на stacking rewards. Банките и криптоминувачите ќе се тепат кај кој да и го дадете и кај кој да мислам да ви го привлечат вниманието, кај на која банка и на која криптоминувачница да ги дадете за да ви дават повише интерес. Ако зашо се викат биткоин, Етериум, Кардано, Solana и да речеме и Ripple и BNB, да не го забравам, Македонија, што Америка не може, затоа што еден да промашите, 3 да промашите, другите сите да ги промашите, биткоин ќе ви изваја со тие 300%. Значи, научете се дека заврши тоа да се продаде, па да се фане, да се купе на поевтино. Ние улаваме у нови води. Нема тука, другари, чартови веќе.
Ние улаваме у нови води. Ние ово сега што се случува, чека баш да го најдам тоа видеото. Другари, нема да го пуштам за да не ме опнат. Значи, другари, нели сите викат, у нови води улаваме, да, ние го пречекориме, пречекориме, шо лупам сега, имаме декември, да речеме, шо се деси, али да речеме дека го пречекориме, дека многу падна стварно као демек, али уствари, другари, ако отворите чартове, ако си го гледате кај Джордж, шо не го гледате, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, баш тоа ќе ви го стави, дека нацнав. Fucking shit. Брат погрешив копчето за print screen, шо нацнав? F12. Добре, шо нешто не направи биля. Значи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Престанете да ми правите бош мобет. Нема ви нигде на кога лита, кога падне и одма почнувате експерти да ми се правите по пораки и коментари, као демек вие знаете ќе паднал на 50.000, на 40.000. Супер, продадете го. Сигурно сте го продели на 125 или чим сте експерти, продадете го и чекајте си да падне. Со среќа да си ги трошите парите, снимајте си тамо исто видео да докажете колку пари сте направиле и да привлечете луѓе да ги покажете и вашата стратегија за трейдање. Ја не сум трейдер, брат. Јас сум луѓето македонци треба да се научат да инвестират. Затоа што 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Постирав го со превод видеото, никој ништо не кажа. Значи никој не ги гледа видеото. Под просек на тоа што ја следам на вебсајтот, од 3 до 5 минути ги гледат, некои ги пролистуваат. И ќе го пролисте, ќе рипа и нема да го виде тај чарт и шо вика Джордж. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пати сме имале такви драми. Значи не е баш прв пат, брат. Ја цело време намерно викам прв пат, брат, гледа. И има луѓе, слушам ги, коментари, пораки, они леле, брат, ово прв пат, ова. Другари, копирате ме и лупате зелени глупости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И баткови сите ги е истражувал, освен не се сеќавам на овај, пошто тоа април месец јас сум бил уште у Македонија и баш се бафтав со да извадам америчка виза. Мислам дека тогава ми дадеа виза, или не сеќавам кој беше. Знам дека беше многу топло или летото ми ја даде. Не сеќавам, али баткови овие добро ги има видено и затоа ви викам и да падне на 85.000. Еве јас шо ви кажав, ќе падне, ако падне веќе ќе падне на 89.000 и 300, 600, 200, не сеќавам точно колку кажав, али што случи? На некои берзи падна 89.600, на некои 89.300, на некои 89.200, зависи на која берза се била. Ја на таа што гледав беше најниско 89.658, така нешто. Значи, другари, гледате дека е нормално. Не е ненормално. Така да, у биткоин, у крипто, све е можно да има. Гледа линијата каква е црвена. Хорор, гледај кокава е тука, брат. Гледај ова, братче, кокава е. Тука ви е две. Тука исто има голема, тука не е баш, или не е добро сликано, али другари, не е нешто ново и ајде ќе оставам па видеото доле. Што ќе оставам, брат? Треба да се научите. Bitcoin cycle bottom is here, prepare for the recovery. Пред зашто не пишува? Пред колку час се стана ово видео? Денеска беше, брата, ма зашто не пишува? Ја толку ли сме слеп? Ништо не видам. 18 часа. Пред 18 часа ви го надував, никој ништо не виде. Така да, ние улаваме у нови води, денеска мистериозно као демек, баш денеска. Баш денеска сите ко ставија да килета навре, леве, джимере, чуда. Баш денеска почнаа тука да пајат вебсајтови, Твитер, да пајат тука некои берзи, брат, као демек некои проблеми има, драндранјарења. Како па баш денеска, брат?
Како брато тука со кафето се заглавил натре, баш денеска нещо. Я денеска цял ден има проблем со интернет. Да речем бев трейдер. Ако бев трейдер, ќе требаше да земам со обесен надвор. Ако бев трейдер денеска 200 пати, братче, камери, замръзнуваше ми и то Brave браузър и други, самото майнинг на во, каже го, све живо денеска ми замръзнуваше. Као баш денеска, брат. Како баш денеска, брат? За да се държи тази цена, се държи паника, за да не можеш на берзите да дремат, за да се държи вещички. Значи, сите ще имат мозък и пари, защо сега повечето и нямат пари, ама имат щетни навики. Значи имат мозък и щетни навики и да си купя, да успея неко, да се оключат, ако си мали проблеми и да си купя, брат. Премного случайности може у вашия свет там, кафе, оговарачки свет. У моё баш денеска да се заплеткат каблите. Теоретичен съм 22-25 години. Не е случайно. Не може, брат. Не може да биде случайно. Некој ме праша, брат, ако беше граначалник на кочени. Па брат, най-искрено да ви кажем, не се фала малко, ако бев граначалник на кочени. Со тия геотермалните води до сега копваме биткоин, ки имахме бани, туризъм, милиарди, не у милиони, у милиарди туризъм от това леко. Римската империя, брат, там още не са изкопани, трябва да ги знаем. До душа, ако някой има инфо да е изкопано нещо, не може Римската империя измеѓу кочени и Штип да нема чудо от римски бани. Што е сигурно најеките вили со римски бани, уште едно трябва да се изкопат, кой знае какви се, брат. Сигурно се најсовремените. То чудо, каков сака нека е богаташ от римската легия, от македонската армия античка на Александър Македонски, на Филип и назад, нема шанси да нема минимум 5 слоя надоле от различни епохи да са ги користили. То чудо е лек. Ние сме болни и умираме у Македония, заради това, що не ги користиме. Така стоят доле. Тора некои там богаташи сигурно ги користат за да си произведуват храна, али то не е тема на ВОА. Я ако бев другари 11 години граначалник или доживотно да ми избере, аз съм сигурен дека коченик беше по-напреден от сите овие до сега ще беа. Така да, другари, у кочени немаше, ке ги отбивме отдамна, кеши злато, злато ще зборам, кеши дебитни карчки, гритни, ке си бевме у Сатоши, брат. У Сатоши ке ги научихме, луѓето у Сатоши ке си пазаруваме. Заме си ти детство, ще сега да ги научиш у Сатоши, брат. Еден Сатоши 0,0, 10 Сатоши, нели? Маечки спечаташ. Памнете ми я визията. Не съм пиян, иначе съм на вода, не ме наречете, брат. Гледай. Ама то нема. $40 на час у Нью Йорк взима еден Uber драйвер. Пази, него стават овоа, него стават у стило, да речеме тука, да стигне до 36 и 40 и нещо, треба комбинация да вози Uber, Lyft, да речем и 2-3 DoorDash, не знам какво се вика. Значи 4 апликации, 3-4 апликации комбинация, кога нема тука работа, тука се удожната сезона не я зборам, то за лето зборам, ти нели луѓето повече си користат автомобили тук у Сиетл и повече се надвор, да речем, ти тука се 6 месеци кога е дощ, може да достигнат и до повеќе. Имам луѓе, што познавам, 70 до 100 бона може да правят на кажи го, на не баш на година, на сезона ќе му дое на 8 месеци, да речеме. И новия бракета, гледате, помагат и социален, возачка, одмана. Мене тук никош не са ме пуштили да возам пакети, кои што прв знаев пред 11 години, дека на Амазон пакети да се носят, знаев каква кола се купиш, шо како, SUV големо, со голем багаж, приоритет на мене ке ми ги дава големите пакети. И само нокно време, че го брак. Само нокно време, брат. Тие ще планират да остане, ама това виж ке излезат овие. До души имате уши неколко години време, ама няма да може да изплата таа кола. Не знам колко точно ке ги пуштат тия дроновите, то лицензата е земена. Али тие ще имат добро SUV, значи може да возат Амазон, значи шо по-голем багажник, може да товарат само нокни смени, гледайте да вземате. Защо? Нема трафик, нема да заглавувате,
Много е по-лесно, имате нали, документи, ки си вземете тук. И разбирате, ке се наложите легално в Америка, све за вас, ке се опреме тубао, пепър спрей за мечки, а оствари ке окористите за тия питбулите там да не ви вземат, до душите питбулите спият нощно време, али моментално да возите Uber, Lyft и Amazon пакети, сбореме за луди суми на пари. Пробайте един месец. Камиони моментално македонци, сърби тук ще се останали, ще имат документи да возят. Да се надявам дека ме гледат подкасто. Неко души знам дека гледат крипто, браке. Биткоин, Ethereum, Cardano. Возите биткоин, Ethereum, Cardano. Ке издържите още 3 години, сигурно ке имате за додека не стигне тази фул имплементация. Така да, другари, американците, не Трамп, Байден ги форсираше тия илегални тук улезени. Аз съм легално улезен, па не съм и да ги давали тия работи. Не е проблем, не се жалам. Али тия от глава да ки сударат сега. Илегално улезени, нито знаят английски, научени. Чекай да ви направя математика, от вие се слави с други трона. 40, я ги знам овие точно колко сати возят, ама няма да кажу. Кидам най-малко. Иначе то знам дека си менат тук тия, дойде скинира браточет му, брат му, другар му, скинира се, па се возят, да не сборам сега 12-15 сати, колко возят, ки оставам 8. $40 на саат, по 8 као демек легалните, аз знам дека возят лично имам факено луѓе што заспият у колата и еден имам пријавено, заспана у колата, заспа и улаваш от другата лента. Тоа е единствен случај што се е десило. Ке го шамарев, али имаше камера што снима не се таков што шамаре. Мислам не да го тепам туку, да го шамарам да се освести. Што вижи длабоко завлече. И викам, брат, што правиш? 15 или 18 сата ми беше чал дека возел. 15 или 18 сата. Брат, тај више халуцинираш. Добре, што не потепа. Тоа е еден мал инцидент. Добро, само што крај одма го се оправде. Да не драматизирам, али $40 по 8 часа луѓе е $320. Возат хибриди, така да горевото е смешно, али зависи од кола, сега тоа не може да го пресметам. По бракета возат 28 дена. $8,906. Еви и нека одмарат уште некој ден. 7-8 Знам луѓе што прават, ово е за 8-те легални. Ако ги ставите дупло, че бракета возат и купуват крипто, барем за тоа, ала ливер. Али овие луѓе научени на тие пари, ќе видиме како ќе ги извадат од тука. Дото што не ги вадат, сега гледаме какво, ама ќе видиме, тоа се многу милиони, брат. Тоа се 40 милиони. 40 милиони немаме ние толку агенти да ги скипат. Ке видиме колку ќе стане построго и колку сами ќе почнат да се пријават, али ќе видиме интересно. Инако денеска ово не огреа доста добро. Друго интересно е дека Star Atlas може од толку близко тоа на геймерите го против, тоа да не ме замарам, Бико лежи и спие. Другари, се по-фейки станат тие видеа, али бракете интересна работа, милиони прават на гледај. Ти да ангажираш оваква екипа, да изренташ сала, за овакво видео да направиш као демек леле колко е кул, милиони прегледи, па да ви кажам, другари, спремајте се на тоа дека 99% од видеото што ми ги праките ќе ве молам више на Facebook, ово за тоа го спомнувам, ќе ве молам на Facebook, на Instagram и на Twitter, не ми прекајте видео, по цел ден сум на интернет, све гледам, све пратам, немам време да ми го пратите видеото и да дебатираме. 99% од видеото ќе се фейк. Не можам, брат, ево, што мислиш фейк ли е, братово? У крипто сум ја, другари. Не сум у тоа дали фейк видеото било, дали разбирате. Ама имам ја еден другар, он тие работи ги разбира, да си ги разбира, да си направи вебсайт, да си направи група и да ги разбира и да си прави публика. Мене не ми интересира да ме препорачувате на пријатели, да дебатираме за дали е фейк, дали не е фейк. Кој сака да ме гледа. Препорачајте на другаро да ако на вас ви е интересно и ме препорачувате, да ме гледа и по-добро да коментира, там да се држиме. У приватни пораки, кажал сум милион пати, ништо нема да решиме. Додека тие имигрантите тука возат и прават по $9,000, бракета тука, јас сум кажувал на американци колку пари се прави,
Немаше, он не може да го убедеш, брат. Он е као коња и магарето тука тие стане, како му право. Викам човек, вози Uber, вози лифт. Понижение е да возат, разбираш. Најјаката жена што имам ведено, туку Сиетл, адвокат, качувам се, еднаш не знам дека одев, качувам се и на мој другар му беше дава ми картичка. Гледам, викам, вие адвокат ли сте? Да. Адвокат у Сиетл. Викам, јас си извинавам, колку пари си има, то може да сум кажувал. То и на мојот другар му се беше случило после на мене. Кога одев на какај биче нешто да тестирам, не знам што беше. Викам, шо работи, мислам, колку зима, мислам, што е финтата и она, викам, пошто нели адвокатите у Америка, тука взимат луди пари. Вика, ја правам од пола милион до милион на година. Не, од пола милион до 2 милиона на година праве. И викам, што е финтата? Па вика, од пола милион си го зголемив на 2 милиона, затоа што вика, ја возам Uber, тие се воодушевени дека возам Uber, дава ми картичката, вика, разбираш ли? И вика, тие утредените ми стануваат клиенти и плюс интересното е, вика, може да плаќат кај мене у крипто. Викам, типа, каквото знам за крипто, и па вика, у канцеларијата ништо не се достава. Ама вози, вика, Uber и Lyft, комбинации, тоа беше со страшно некој джипага. Вика, возам, беше и наоружена, возам Uber и Lyft, вика, и се нешто чуеш. И баш она ме прашуваш, тие па американци само Ripple, брат, и Ethereum. Викам, Ethereum, окей, ама Ripple не сум тај стил. Да, тие само IT го надуват. Али што е интересното? Ево вие, гледај ги, брат. Тука живеат само на кредити. Се овие македонците и србите што ќе ги фанат, што се улезени тука легално, повеќето се легално, куќа на кредит, кола на кредит, све живо на кредит дома, телевизори, све, супер дека дават американците на кредит. Али брат, тие тоа ако не го исплатеш у 8 години, ти у Америка се заебал. Сега моментално тие сите што ги апсат, све живо ќе остане тука. Джабе плаќало, значи физичкото све живо ќе остане тука. И што доваѓаме? Тие брутално некои души што се апсени срби, злато, сребро, дома, све што имат, све е живо, е останано, све живо е запленето. Затоа што имат собрекајни прекршоци, имат тепачки, имат чуда, све живо, значи 15 години тие што се работиле, све живо изгубиле. Затоа што е физички. Кола, ние балканците знаете, дома не седеме на сиромаштија, значи све и плюс 6 месеци до година затвор па депортација. Веќе и македонци има, уапсено, колку имат загуба не знам, али еве гледате, 50.000 у кола, 5.000 у мотор има, 13.000 на кампер, 12.000 кампер плюс на месец се плаќа, исто има за грење, страшно зависи, нели, чекава дека е. Дека и да е, има трошок. Ако е на ладно, плаќа да се грее, ако е на топло, треба да се изладе. Посебно Калифорнија, Мајами, таму е лудница. 12.000 има студент лоун. Ово е многу малку за студент лоун. И јас повеќето што ги познавам со од 50 до 70.000. 70.000 не знам кој се ги откарале. 50.000. И вика не може да се цел живот вика нема да може да се одужиме. Не може да се одужат и не се снаодливи брат што да работат. Тоа за тоа да бидеме реално. 2200 medical bills, добро, тоа е сигурно за женски прегледи, не изгледа на 2200 е многу малку. Тоа се обични прегледи валја и има сигурно ако сигурно работи има добри иншуренс, да речеме. 7700 или за Забе не верувам да е да дела толку, Забе е многу повише. 7700 има кредитна карта, па тука да ги ставиме тие, плюс 7700 е окей. Значи ова не е некој тип што е многу заглавено кредитни картички и дебитни, значи тоа е окей. Бил медикал е окей, студент лоунот е доста чуден, али знам луѓе со по 30, медикал бил 80 до 100, тука е 50 до 70, ова е кампер, што е доста интересно, али ако е куќа треба да оставите до 700.000, пошто оваква типка не верувам дека живее у куќа од пола милион. Како е да е, сакам да ви кажам дека емигрантите многу повеќе зимат плата и се снајдуваат и многу побрзо напредуваат од самите американци. Тоа ми беше моментот. Ово е доста чудно, требаше долго да лита, ќе биде интересно на таа тема, не ми се збори сега, али ќе биде интересно за Солана, ви кажав, американците нешто вали да спремат.
Ово е, кој ќе ми рече некој брата, па да си земеш амерички пасош, да живееш во Америка, треба се предомислиш да имаш план А, план Б, имам ја брат план Б, ама не е за Америка, така да радо би видел у Русија или у Кина. Ово е хорор, брат. 2500. Гледајте, имигрантите тука дават и куки, чуда, живеат у хотели со 5 звезди и 4, родената американка, живее у подрумо со влага, со стаорци, со лебарки у Њујорк. 2500 и она мисли дека тоа е многу кул нешто. Ке рече зашо не со жени со нека американка, сачи боже брат, ја не ми си живее на мене у подрумо, тука се глупираме со стаорци, со глувци. Тај менталитет ми е без разлика што азијатка, народена тука, тај менталитет ми е чуден, ја не се нааѓам со тие жени. Да, мачки би чувал и кучиња и тигар ако сака, ама да живеам у Њујорку, таму со нинџи желките и со сплинтер, фала брата. Бил сум, деливери имам носено, значи имам и за мултимилионери и милиардери носено деливери у Њујорк, кул луѓе, за мобети за се, али ние сме многу различни. Мислам, ја сум многу различен да би... Немам ништо против азијатка, марсовка, вонземјанец, греј елиенс, али брат, не се бај сачи баше виси. Ово за мене е cold, депресив, мороник, мод. Брат, зајави не може да го гледам. Ова е многу чуден. Ова е ненормален тип. Ова не е здрав тип. Плукаше по биткоин, комшија е на 20 комшија му се 20 браките овие милиардерите. После ке имаше ги ово на Джимини што се креирале. Објаснија му што е кој е крипто, купи, испаничи, продаде што мислам дека прават драма, ова е тука тие масоните нешто глупира се. Као демек глуме лудило, брат, не може да ја покажува телефона, као демек може ке покажам нешто. Цел живот трейда, цел живот е прави пари, бива го за трейд, али мислам дека е порачка ова видео, као демек сега купил он Ripple, Bitcoin и Ethereum. Мислам тип што разбира толку многу за инвестиции, мислам дека е мултимилионер ако не се лажам, као демек сега тука внимаве. Кракен тука доле рекламичка, мижи ми тртуло ми паѓат. US Financial Regulatory say banks can hold crypto to pay blockchain network fees per Bloomberg report. Ја што ја викам, позитивни вести. Не може да би, ја не знам, има ли у Македонија да пише некој коментар трейдер што знаете што е профитабилен. Ова ме интересира. Bull market. Што ова е страшно. Не е продадел пошто му е преку главата, како еден продел на 125.000, па купил сеа и ми кажува, брат на профит сум, коси на профит кој тоа 125.000 падна на 90.000, брат. Сега, ајде да видим чартите, ама да, не сум на профит. Такви приказни не ми губете времето. Има ли некој на профит? Пошто и копање надоле може да се направи профит. Еден беше шокиран кога му кажав, како, така, требало да не одеш на таа математика да ти предават од прво до 4-та година средно. И ки си знаел, и копање може да правиш многу поголем профит од колку што оде нагоре. Тоа чувам за академијата. Пошто не сте заслужили. Да ви кажам за тоа што не ми гледате видеото. Мало во видео, брат, што имаше, what the fuck. 680, прпа. Ко ставам така црвена сликичка. 680 гледа, ова е најгледано. Ке ви дојде акъл. Ако не, ке дојдете у Крипто Академијата. Кој беше речел кафе ке служиш ли? Брат, ја ги обедам кафе да не пијат, па замисли у Крипто Академијата кафе ти дава. Чај може, кафе не. Брат, какво кафе? Овоа не може да си го најдам видеото, дали се сеќава некој да пише коментар, кога бев кажал дека овоа чудо може да се случи и тога, брат, кога минава 30 минути, дај не ме заебаја со извинение, брат. 30 минути брмно. Чудна работа. Карма. Леле, ово болеш. Знаете ли, ногто си го подкачив. До сега мислам дека не се ударало ока. Ау. Чекай малку. Нема болка и нема болка. Чекай, денеска не сум се... Или?
Денеска не сум се ниеднашка да не го кажам. Чудна работа. Не, колко е саато? 1:30, после полноќ. Што вика, треба да си легнувам, што се вика. Гледате ли дека точно мозокот помне кое време треба да не го кажам? Еве 1:30 кога сум пил, ниту еднашка мислам дека не се онадов. Сега ќе го кажам, прозевнав и сега не се важи од цената. Ама 30 минути мислам дека еднашка не се онадов. What the fuck? Значи тоа мозокот е страшна работа, брат. Мислам дека ми оде контра. Ке ме изнервира, зебам се. Другари, много ме мило Русија, брат. Наша ДНК, типо, он е пола од нашата ДНК сега, да пајам тука да надам, али носи дел од нашата ДНК типчето и мило ми е дека ја бев 25 години управо. Тие што помнете на клупичките... брат, кој ми звони сега, чекај. Кој ми звони, брат? Чекај, брате, уживо сум. Yo, I will call you about after 10 minutes. I'm making video for my crypto channel. Луѓето сакат, гледате ли, луѓето сакат да дознаат за крипто, брат. Значи, една од моите аналитики, замислете си, 25 годишна аналитика. Сите тие што помнете на клупичките што се и на пивци и на кафе шема, што кажувавте дека Русија нема да постое, другари, чекам коментар ако гледате видеото да ми се извинете и дужите ми вечера. Bitcoin Reserve, a federal initiative to ensure that the United States holds a meaningful position in the most important decentralized financial network on Earth. With an eye to fiscal responsibility and innovation, the legislation outlines a plan to phase in the acquisition of up to 1 billion Bitcoin, or roughly 5% of its total final supply over 5 years. Importantly, this will be done without raising taxes or increasing government debt. The Bitcoin Act is designed to be budget neutral, relying on Federal Reserve remittances, which exceeded $76 billion in 2023, gold certificate revaluations, unlocking additional capital without new spending, and updates to the Exchange Stabilization Fund. These mechanisms allow us to build a strategic reserve without burdening taxpayers, while also potentially offsetting long-term national debt. The Bitcoin Act establishes the Strategic Bitcoin Reserve. Едва чекам да го купат. Оваа мајчка дефинитивно ќе ја направам. Дефинитивно ќе ја направам оваа мајчка, брат. Брато се глупира, не знам што му биде, нешто му диши дизната, со извинение. Нема логика. Може да направат драма, да речеме, 2030 као, демек драма за bull market, да има како сега драма, може да направат драма со квантумите ли, брат, ја 11 години слушам дека квантум компјутерот ќе го уништи биткоин и крипто и уште 11 години гледате живи здрави сме. Така да, ово е интересното. Very much the financial crisis of Bitcoin was very much the financial crisis of 2008, and the catalyst for privacy is the age or the dawn of the age of AI. Bitcoin really proved out the concept of decentralization and non-government money in a big way, but there's more work to be done. Bitcoin is where you store your value, and Zcash is where you transact or spend your value. What the fuck? Двајцата се Овие двајцата се милиардери. Овие се луѓето што го измислија Facebook, па Цуки роден у Бугарија и ги краде. Да, Цукенберг е роден у Бугарија. Сели се у Америка и го краде Facebook. Тоа се служби тука масони да не улаваме. По теоријата на мислам по реалната приказна е така, значи овие двајцата го измислуват Facebook. Цукенберг доваѓа и ја краде идејата. Судија се, не знам, не се сеќавам се напомно како што заврши, мислам нешто исплати. Мај битно, овие двајцата држат Gemini берзата. У Њујорк е офисо. Праја со автобуси реклами за луѓето да купуваат биткоин. Многу биткоин држат, многу сериозно сума на биткоин држат. Има сериозен проблем со BlackRock, една од керки компаниите Earn у
кога ветуваше там 14, 25, 26% лихва, па многу луѓе беа иделе, па 2-3 години ги држаа парите, али до центи исплатија на сите. Не знам, газата беше тука. На сите ги исплатија тоа, никој нема загубено ниту цент. За екстра не сеќавам дали ги платат. Али гледа што кажуват. Значи еве која Зикеш го има на Джимени. Еве кој двајца значи се купиле Зикеш у милиарди. Зикеш братче дојде на 13-то место. Треба да го натиснам се и да го пратам. Ја па не знам зашо. Оддамна требаше да натиснам да го пратам, се забравам. Значи Зикеш, другари, 13-то место, а толку беше лоша ситуацијата што беше надвор од топ 100, беше отидел у втора страна, ако не се лашам. Ако некој помне на која страна е бил втора или трета, да пише коментар, али дефинитивно не беше у топ 13, брат. Дефинитивно не беше у топ 13. И дефинитивно не беше ниту у топ 100. Значи со цена од $40 и толку мало тука мал маркет кап, не верувам да е бил доста интересно. Гледај брат, кој двајца милиардери што кажаа, брат. Биткоин е store of value и Зикеш е таму века дека ќе се троши. Што сака да кажат овие милиардерите дека тоа Зикеш ќе отиде до Чудем ке се додаде у watch листата. Онма дека литна братчето. What the fuck, пред 4 години открив страшна технологија, ама не сум финански советник, не може да викам, ај брат, трупајте. Ајде бе, брат. Гледај на која сума излезен, на 4293. По правило, на bull market треба да се врне до таа сума. Ако не се врне до таа сума, нема да го сметат за сериозен. Брат, тоа е многу, брат, да се врне до таа сума, човече. Тоа е многу. Нема многу, 21 милион има, али брат, кој ќе купи толку милиарди, брат? И тоа за македонски да држиш, брате, многу, ај тие да го имат на $40-50, окей. Другари, тие што имате Зикеш, не е лошо да зачувате по некој. Ако не е финански совет, ама многу ми е чудно, брат. 20 милиардери седат зборат за него. Не знам. Не е лошо да си чувате по некој. Тие што сте купиле наефтино, не сега да ми упаѓате там у филм. Тоа е, другари, BlackRock, најнормално дека BlackRock ќе продава, дека да се имне цената и да купува. BlackRock и Binance ја дупат работата. А Wall Street моментално продават на нивната берза, па де факто тие што се на Wall Street што трейдат и тие ја тупат уште толку, брат, и ние сме у сериозна драма. Тука уште повеќе драма и паника направи Америката. Да не ме го блокират видеото, али овие бракета се, шо да ви кажам, брат. Многу луѓе ме прашаа дека се американците, дека се парите. Дека се парите, другари, не ги интересира како да се издрогират и колку да се забават. А државата дека оде у ово, само Трамп останава се бори, другите спијат учавките. Брато, шо прави, страшна работа. Германија, другари, бегајте. Кој сакате сега да не ме го блокират видеото. Ово не е војна меѓу христијани и муслимани, тука е војната оде меѓу христијани и исламисти, да не ме го блокират видеото. Одат, ќе си го гледате видеото, у некои места се пред сериозна граѓанска војна. Брат, тоа е нов некој, не сум го пратил, али тука, другари, одеме еден мал инцидент може да донесе до тука сите се вооружени. Одеме у сериозни братче, да не ме го блокират подкастот. Знаете дека тоа не е добро за крипто така да се почне граѓанска војна, така да брато убаво кажува, да не ја тупам, прекинам го видеото, тука сериозно ви кажувам дека сме пред војна. И ово е жалното и најбруталното што се случи
пред 15 часа, ако не се лажам, да не ми го блокират видеото, бремена мајка, афроамериканка, мислам, со 2 деца, група тинејџери, валјда, до луче не може да проценава, но 13, измеѓу 12 и 14 години да се нападнаа ја и добро е што е окей. Значи, жената, али моментално у Чикаго се собират сериозна заедницата, афроамериканците се сериозно собират и да се надевам дека тие деца ќе бидат уапсени и дека ќе бидат сериозно казнети, пошто ово у црните заедници што се дешава во Америка е страшно. Мислам да нападнеш мајка на 2 деца и бремена, плюс има некои здравствени проблеми женичката, да ја нападнеш брутално и ја рита, значи среќа не сум гледал нов извештај, ама првично што кажаа дека е све окей. Страшно е, децата под страшна травма, исто ги тепат, али црната афроамериканците се ептен овај пат преку глава и дури сами више се организираат патроли да прават тие преку глава, тие гангстери, од овие деца гангстерски што понашат. Да биде уште пострашно, една од мајките излегна на видео, дето као да го казне, сега да не покажувам, тоа почна да се смее, брат. И уште толку повеќе, значи очекувам моментално ситуацијата е хорор. Ако имате бизнис, значи там може да почнете пачки, ово, оно. Така да, другари, тоа е тоа. Пак ќе ви кажам, без разлика пагјало, не пагјало, финтата е да трупате Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, BNB, да трупате Ripple, тие што американците ги форсират за да ги имате у портфолио и без разлика паднало, не паднало, продаделе, не продаделе, да си трупате за да си взимате од staking rewards и да не ви интересира драмата. Инвеститори се учете да бидете, тоа е целата финта и чао другари, да се надевам и ќе ме молам да не ме тромозете у коментари со вашите глупи аналитики, дали ќе паднало, дали ќе се качило, зашо ја не сум трейдер. Јас ако падне супер, ја може да чекам, ако падне таму да се не купат македонците. И тоа е целата финта. Дај Боже да падне и на 75.000 и да ги повлече сите алткоини да ги повлече по 100%, битно само да видиме што е, како да се направи аналитиката, да речеме, за што повише македонците да се не купат и да се научат да чуват. Финтата е македонците да се научат да ја преживеуват и да се носат со оваа драма у криптосветот. Чао!